Ајде за малце внимание. Приберете се. Почитувани битолски сограѓани, дами и господа, браќа и сестри, жители на Пелагонискиот регион, добро ни дојдовте на 15-тиот протестен собир и протестен марш Стоп за депонија во Пелагонија. Испратија човек по мене за да ме убие. Го подкупија со 10 лири и го пратија да ме убие. Често наминувам по Џумајскине, по Петричкине, по Велешкине, по Кукушкине, по Битолскине пазари и гледам како се движат цените. Еден вол кошта 100 лири, а овега ваму го подплатиле со 10 лири за да ме убие. Тешко ми е татковино. Историјата продолжува. Историјата продолжува. Самоуништувањето трае, синдромот се повторува, а нашето обединување бега далеку пред нас. Ги гледам цените и не можам да се изначудам. Како може еден македонец да е 10 пати поевтин од еден вол? Ова беше исечок од монодрамата од Јордан Плевнеш. Зошто ваква уводна реч? За да проанализираме драмата од денешен, од вечерашен аспект. Ако не забележавте во самиот исечок, фигурираат 3 личности. Македонецот, платеникот кој што треба да го убие македонецот и волот. Кој е македонецот? Македонецот сме сите ние присутни овдека, со разбудена колективна национална свест. Кој е платеникот кој што за 10 лири треба да не убие нас? Тоа се 40 советници од Пелагонискиот регион, поточно од општина Новаци и општина Битола, и двајцата алибаби на општина Битола и на општина Новаци. Кои се воловите? Воловите се сите оние кои што не се информирани и сите оние кои што се информирани што сака да ни направи платениот убиец. Меѓутоа, воловите не размислуваат, еве ги гледате, гледајте широк со како пол. Тие си мислат, за оние што знаат, тие си мислат дека саторот ќе ги одбегни, а не знаат дека волот секога завршува на нечија трпеза. Прашање на време кога? Кога сме веќе кај разумот? 500 години пред нашата ера. Имаше еден кинески мислител, кој што кинезите си го викаат Кунг Фу Це, а ние, односно западниот свет, го нас познава како Конфуције. Пред 500 години Конфуције рече, некој паметен запиша и информацијата веќе 2500 години. Тоа е Македонија. Не можеме да се надјачаме, меѓутоа тоа е тоа. Веќе 2500 години информацијата патува, стигна до овој площад за да истркалам јас до вас. Што рече Конфуције? Човекот има на располагање 2 животи. Вториот му започнува во оној момент кога ќе разбере дека има само еден живот. Мудро. Зошто? Затоа што кога ќе разбериме дека имаме само еден живот, ќе се однесуваме кон него со благопоштување. Ќе се грижиме за нашето здравје, за здравјето на нашата околина, за нашите блиски, ќе се грижиме
за нашиот опстанок, за нашата иднина. Верувам и тврдам дека сите овдека присутни кои што сте и што слушате, барате некаков спас од оваа ситуација во која што сме паднати со формирање на 18 општинска регионална депонија. Почитуваните кафеджии, 15 пати ги повикуваме, имаме разделено досега околу 1000 флаери, не можеме никако да доприме до нивната национална свест, граѓанска свест, човечка свест. Овдека не се бориме за партии, не се бориме за моќ, за слава, за пари. Едноставно, како во 2021 година, во националниот период, се бориме за нашите животи. Затоа што знаеме дека животот е само еден. Почитувани браќа и сестри, ние сме, колку и да сме, 200, 300. 300 души овдека нека сме присутни, сакам да ве подсетам. Во 480 година пред нашата ера, како што ги викат 300 спартанци, грци што ги пат, тие беа 300 македонци, кои што го фатија просторот кај Термопилите и кои што ја задржаа 200.000 персиската армија да не навлези на нашите простори за да ја гори нашата сетнина. Па, сите загинаа, меѓутоа направија доволно простор да се организира македонецот и да застане се бори против Персија, која што ја доби во понатамошна фаза. Искрено да ви кажам, 15 пати ве повикуваме да пристапите кон координативното тело, било кој од вас, затоа што ни се потребни пред се оратори, односно луѓе кои што ќе шетаат од дом на дом, од куќа во куќа, кои што ќе го обавестуваат населението со штетноста на самата 18 општинска депонија. Друг начин немаме. Како што забележувате, немаме медиуми, немаме политичари кои што стојат зад нас, самите си ги организираме нашите финансиски платформи, значи буквално немаме подршка од црквата веќе да направиме муавет и што е најлошо, немаме поддршка од нашите сограѓани. Не сакам да ве демантирам, меѓутоа ќе покажи времето кој бил во право. Ако денес на вакво нешто не реагираме, ако денес не започниме да се интересираме интензивно за нашиот живот, ако денес, после 7 до 8 дневно, континуирано дивење на загадениот воздух кој што е надвиснат врз Пелагонија, затоа што внимавајте, индексот на квалитетен воздух во Пелагонија преку 10 дена е 2 пати до 3 пати поголем од дозволеното. И ние, разбирам јас да пиете кафе, разбирам да седите дома и да го гледате Манчестер Юнајтед. Не можам да разберам тоа што не можете да одвоите 5 минути од вашите драгоцени животи за да бидете дел од отпорот против формирање на регионалната депонија. Толку било сега, за сега ќе земам покасно збор. Ајде да не ги прозивам, кој е спремен да зборува од вас? Ајде, Лазаревски, повелете. Го поздравувам сите, фала што дојдовте. Не се откажуваме. Па тоа е цела филозофија на некоја борба праведна. Да не се откажува човек. Колку сака нека се намалват луѓето овде, ние нема никогаш да откажиме. Затоа што ова е многу важно за нашиот град. И плюс, секоја една акција што ја преземаме, секоја една борба правична, си праќа своја порака. Никогаш ништо не е за џабе. Тоа имам приметено од искуство во живот. Така да и ова овде што се бериме ние не е за џабе, ниту пак ќе биде за џабе. Си размислував дома колку, значи, јаки финти се измислуват. Не можеш да речиш дека лошото не е интелигентно. Ние ако сме некое добро овде, да речеме са дека сме ние доброто, Господ знае дали сме и ние доброто, ама не можеш да речиш дека злото нема мозок. Например, види се каква финта му истекна. Ке си поземам
7 милиарди кома 200 таму, 7 милиарди еве да закружиме, и ги поземам за вас, оти ми е многу жал, за да се крени Македонија. Ама јас ќе си ги потрошам, ама вие ќе ги враќате. Оти за вас ги зедов. Колку и да пробваш логично да размислуваш, не може да ги сватиш, затоа што тие си го терат нивното, нивните интереси, и се појќе и појќе заклучувам. Знам дека е ова старо, многу старо, дека големи цивилизации пропаднале од алчноста. Значи старо е, али по последно време многу се појќе почна да се изразва и алчноста ќе уништи Македонија. И ја уништи веќе 35 години од кога се самостои. Али сега во последно време толкава алчност стварно немам видено. Разбирам да е некоја алчност за огромни пари, ама имам почнувам да приметам и алчност за мали пари, за мали интереси, за никакви. И мислам дека тоа ќе ја уништи Македонија докрај. Ама дури постојат луѓе како нас овде, колку и малце да сме, ние ќе се продолжиме со нашата праведна борба. Малце, немалце, нема да откажеме, ќе се продолжиме понатаму и нема, ќе се трудиме се да направиме да не се направи 18 општинска депонија во Битола. И тоа ме чуди, некој напиша во нашата група на Вибер, како ние на партија не излезе и не рече за во нивен интерес да биди, за да добијат гласови, еве нема да биде 18 општинска, ќе биде само за Могила, Новац и Битола. Како ние на партија цело време мислат дека трубат, изборват дека се што прат за нашето добро. Епа еве имате шанса сега, ајде да видиме. Излезете, кажете, ама нема да кажете. Алчноста ќе си работи и понатаму. А ние исто ќе си работиме и понатаму. Фала многу што дојдовте. Те поздравувам. Благодариме. Ајде, Јупчо Мачковски. Овалете. Фала ти. Здраво на сите. Еве денес на 11 јуни по 15 пат протестираме против регионалната депонија. Првиот протестен собир не беше тука, беше пред општина, беше на 15 март. И мене ми е најкриво кога на тој најпрв собир, кој што требаше да биде најударен, беше и донекаде и медиумски покриен, многу од нашите сограѓани битолчани не дојдоја. Зборам за првиот протестен собир на 15 март, кој што се одржа во сабота. Значи, уште тогаш, бројката на луѓе кои што се појавија таму, му даде сигнал на власта као малце се овие, не се секирајте, нас болва не налази, берете се после тоа колку сакате пати, толку сте 200-300 луѓе. Ете, за тоа ми е најкриво за тој прв протестен собир, кога требаше да биде најударен, дојдеа само неколку стотини граѓани, не многу повеќе од вечерва што сме собрани. И еве не 3 месеци подоцна, очигледно, пак ќе речам, ниту централната власт, ниту локалната власт, овие 31 советник, болва не ги лази дека ние се собираме и протестираме против изградба на регионална депонија. Можеби, непосредно пред изборите, таму некаде во септември, не очекува жешка политичка есен, па тогаш најверојатно сите партии кога ќе се берат на истиот овој плоштад, ќе ја спомнуваат депонијата, тогаш нема да ја извадат од уста, тогаш ќе не убедуваат колку му е многу гајле за нас битолчани и посебно за новачани, да бидиме искрени, први на удар и на рек Битола и на новата депонија ќе бидат жителите на Новац и на околните села околу Новац. Арно, ама другите општини, додека нашите советници спијат и чекат ова депонија да се изгради и не убедуваат дека ќе биде најмодерна по сите светски стандарди, другите општини со нетрпение си работат полека да си го расчистат нивниот терен и ѓубрето од Ресен, од Кичево, да ни го донесат тука во Битола. Два нови моменти оваа најдела кои што ги забележав на вести. Првиот е дека протестите во Кичево бродија со плот. Значи и таму протестираа луѓе, еднаш, два пати, три пати,
Арнама нивниот глас беше слушнат. Повеќе нема депонирање на нивното ѓубре во центарот на Кичево. Стварно нивната депонија беше па скроз во центарот на градот. Ама многу интересен момент. Централната власт одлучува со наредба сега ѓубрето од Кичево да се носи во депонија Русино. Непосредна близина на Гостивар. Ај реков да ја отворам картата да видам и стварно. Од Кичево до Русино 45-50 километри. Од Кичево до Наваци дупло поќе. Зошто сега прашање цело време истото? Кај е та feasibility студија? Кај е та економска оправданост? Што цело време ја повторват дека мора од цел југозападен регион ѓубрето да се носи во Наваци, односно во новата депонија што се планира во Суводол. Зошто сега рекоја од Кичево ќе го носиме ѓубрето во Русино, а зошто кога ќе се изгради новата регионална депонија ќе се носи тука? Тоа никој не го кажува. Интересен момент. Општина Кичево е можеби најголема во југозападен регион. Пазете таму, тие села што ги споја кон Кичево, значи Зајац, нагоре Осломеј, тие се па уште поблиску на Русино. Ама неќат од Зајац ѓубрето да си го носат во Русино, е кај нас ќе ни го носат. Оти сме будали, оти дозволуваме, да зато. Ќе бидам краток и друг интересен момент, баш денес го гледам градоначалникот на општина Ресен, господинот Јован Козиевски, и тој држи некоја пресконференција медиумски покриена кај нивната депонија во близина на село Златари. И вика исто како нашиот градоначалник, ова депонија на ништо не личи, буквално како некоја песна научена на памет, било кое друго решение ќе е подобро од ова сега. Ами ај кај вас во дворот да ви го носиме ако не? Зошто Битола ни го носите? Ако било кое решение е подобро, оти ни го носите тука. Значи, луѓе златни, една работа, нека не ни продават приказки за мали деца. И ние не сме малоумни, па да ни убедват дека нема да има грам штета врз Битола. Напротив, штетата ќе се мери во стотици, во илјадници новозаболени, во скратен животен век, во нарушен квалитет на живот. Годинава во јануари сме имали од 37 ден, 24 дена со екстремно загаден воздух само од рек Битола. Рачунајте кога до рек Битола ќе се крени ова депонија, рачунајте колку дена во јануари Битола ќе има загаден воздух. Значи, цела работа тука се парите. Едноставно не му се дава пари да ископат дупка на некој друго место. Дупката во Суводол е ископана, за нив е идеална, огромна, и затоа ни продават приказки како на мали деца ни кажуваат приказки дека оваа дупка е најидеална. Не, едноставно не ќе да потрошат пари на друго место и затоа нас ни се падна паричката, цело ѓубре ќе се носи тука. Значи, најверојатно, не сум експерт, ама во близина на Кичево, таму е термоцентралата Осломеј, сигурно и таму се копало јаглен, сигурно и таму има некоја дупка, ама ни на крај памет не му утекнува да речат таму ќе правиме во Осломеј регионална депонија. Ете така, се е јасно, нека не ни продават приказки за мали деца, нека кажат, неќиме да трошиме пари за копање на друга дупка, затоа е одбрана ова дупка и тука ќе го депонираме цело ѓубре и тоа е тоа. Значи, спомна и Пајото, спомна и другите, зошто не се направи депонија само за Битола, за Могила и Новаци? Викат скапо е. Ама во самиот спот што го промовира раководителката Карамфилова Мазневска, раководител на сектор за отпад, во самото пропагандно видео ни покажува дека за Гевгелија се нашле пари. Ова што е снимено вика не е во странство, кај нас е во Гевгелија ова видео. Видете или камионот го истовара ѓубрето, булдужеро го распоредва, секој ден после тоа вика се клава фолија за да нема разлепање. Прашање, зошто не се најдат пари за една таква мала депонија само за овие три општини, за Битола, за Новаци и за Могила? Зошто мора овде да се носи ѓубре од 18 општини? Никој не кажува.
Тоа е тоа, да се надеваме дека пред крајот на нивниот политички мандат, овие 37 советници се свестат, да ги памтиме парно, тоа што може тие да поништат, нека организираат некоја седмица на совет, тоа што може да направат на локално ниво што изгласале да го поништат, да ги памтиме по-добро. Толку, а од централната власт искрено не се надевам, толку се длабоко завлезени, дека некој онив ќе се реши парите да ги пренасочи, односно депонијата да ја пренасочи на друго место, нема. Битола ќе си го добие најголемиот проект во новата историја, во поновата историја, ама тоа нема да биде затворениот базен кој што се прави од 96-та, тоа нема да биде обнова на детското одморалиште, нема да биде гондола, тоа ќе си биде регионална депонија. Толку од мене, ви благодарам. Благодариме вие. Сега го повикувам нашиот камерман, кој што сите протести на назад ги има снимено, Гора, да земи збор 2. Повелете. Добро вечер на сите. Ќе ви кажам еден разговор со мој драг пријател кој моментално живее во Шведска и за викендот си дојде нормално тука во Битола. Правевме разговори на многу теми, од која на крајот го прашав нормално за она што не боли нас, за како се справуваат со отпадот таму во Шведска, поточно во градчето Трелебор. Одговорот беше следен. Тие го селектираат, имаат станица за рециклирање, во која имаат 21 точка пунктови поправо. Тука? Во која има 21 точка пунктови поправо за селектирање и до нив одма се наоѓа модерната станица за обработка на тој отпад. И го прашав дали носат од други градови кај нив. Тој рече не, а Трелеборг е 44.000 граѓани. Така да поздрав до Министерството за животна средина да го копираат тој проект, да може и во Битола така да се направи, Битола и околината, и така да ќе немаме некој посебен проблем. А за да ги поздравам тие што викаат за џаве, одите, напротив се е решено, не е за џаве. Не е за џаве. Јас може да ги прашам нив зошто дишат, ако знаат дека утре, други ден, по година-две, можат и да умрат. Ви благодарам. Тоа беше нашиот снимател. Сега прострои едно вакво образложение од потребата за изградба на депонијата. Ама видете каква е депонијата во Мегленци. Катастрофа! Видете 50 имативи депонии, низ Битола и Битолско. Катастрофа! Таа господа советници. Меѓутоа тоа ниту еден од нас овде не е крив. Тоа вие сте криви. Директорот на ЈП Комуналец, советниците и градоначалникот, што сте дозволиле да падне општината во ваква економска еколошка катастрофа. Кој ви брани досега, мои почитувани градоначалници и советници, да го расчистите ѓубрето низ градот, низ центарот на градот? Што треба? Са ние да се организираме, за вие да ги тарчите милиардите, 7 што ги зедовте. Тај ми малце мрдете со црките и вие. Кој ви брани да изчистите депонијата Мегленци? Никој. Тај 25 години ја купивме со наши пари, битолски пари е купено местото кај депонијата и таа е предвидена да биде за општина Битола и битолските села. Покасно е и за Новаци, кој се формира како општини, и за Могила. Таа е наша со наши битолски пари, одвојувани, ако не од нас, од нашите родители, од нашите дедовци. И сега замислете, ќе правиме депонија. Ќе правите, ама како? Како? Нас ќе не тепате за 10 лири. Толку. Нас ќе не тепате за 10 лири. Шо ќе беше тој мозок што го имат? Искрено, јас ви кажам, не знам.
советниците луѓе и во Битола и во Новаци изгласаа за формирање на регионална депонија. Знаете зошто? Затоа што тако су рекли. Така му рече во 2018 Заев, така му рече во 2025 Мицковски и депонија Кима. Абе, вие имате деца, имате внуци, имате представа со што ќе загалите цела Пелагонија. Не обвинија на 69-та седница во општина Новаци, дека наводно, ајде бе Сави, текна сега сите експерти за екологија за ова зона. Абе, не треба експерт да видиш за здравието свое, гледаш дека те боли глата, гледаш дека те чешат очите, гледаш дека наводно имаш алергии, гледаш дека не можеш да дишиш и ке почнеш ке копаш, ке анализираш. Ние дојдовме до анализа дека загадувањето е од рек Битола и од депонијата Мегленци. Нормални од овие автомобилите кои што возам, меѓутоа тоа е многу мало. И зашо треба? Кјуту сега не зборај против рек, мора да биде Битола жртва за цела Македонија. Са кјутете, не зборајте за 18 општинската регионална депонија, затоа што рече, кој рече него пред мене, нас ни се паднало парето и са трпете се. Трпете, дишете и кјутете. Трпете, дишете и кјутете. За некој да профитира. Некој да профитира, бе, ке зборам отворено, немаше по законот на логиката, некој да брани така жолчно депонијата, да не убедва колку ќе ни биде убаво. Тоа е исто како градоначалникот, ќе го споменам Битолски, да не убедва нас, фатил некој прч од оние што му шетаат кај него населба. Имам 3-4 видеа снимено. Наместо козата да ја молзи, го фатил прче и го молзи. И сега не убедва нас, абе земете море луѓе, абе знаете колку убаво ќе ви биде, но пиете земалце млекце. Абе не пиеме ние таква млеко. Не знам овие, како за ретардирани не имат, не сапат. Искрено ви кажам, кој е нашиот спас постапат и ќе го повторам. Нашиот спас е прво во бројката, во организираноста и во посветеноста. Се додека не ги убедиме овие кафеджите дека сме во право, ние ќе се бориме, ќе ги подсетуваме. Знаете и вие, Господ е голем, може ќе се скриете од нас, ќе се покриете. Меѓутоа има некој од озгора што гледа све. Немојте да чекате да заболиме, па потоа да се подсетуваме на нашата глупавост, затоа што доколку дозволиме формирање на 18 општинска регионална депонија, тоа прво се граничи со глупавоста, а потоа со човечките и божите норми и патеки. Дали некој друг паразбор, било кој некој што нема посега јавено, што се нема јавено? Ајде одважете се, било кој. Таки Мисирлиевски, повели да кажеш нешто за мигрантите што ги сликаше, ако можеш. Ајде, ќе се прозиваме вака. Тука ги сликаше човекот и мината наша. Повели. Можем, ама мислам дека нема потреба, бидејќи се е кажано. Инако ми паднаа во очи 3-4 мигранти, за кои не убедуваја дека нема да имаме мигранти, бидејќи ги видов овде во градскиот парк, ги сликав и ги испратив сликите на Фејсбук. Па сега нека кажат дали има мигранти или нема. Јас мислев дека се туристи. Ама имаја премногу куфери, така да изгледа не беа туристи. Еден од коментаторите на Фејсбук рече дека тие само на поминување биле и тука идели заминвале, а од кај знаеше дека ќе заминат, не знам, сигурно некој од власта му кажал. Инаку околу депонијата не знам што да додадам, тони се има организирано и треба поќе масовност и упорност. Ви благодарам. Си благодариме ние. Дали некој друг разбор, овие посебно младата популација, дечки, пристапете, ајде. Кажете збор 2. Весна. Ајде, Кочанковска. Весна Кочанковска.
Добро вечер на сите, убаво што се гледаме и денес. Имам информација дека во комуналните предпријатија постои работно место, комунален редар. Доколку работените на таквите работни места навремено си ја обавувале нивната работа, за која што им било ставено на располагање возило, редовно би ги откривале дивите депонии и би поднесувале забрана, би повикале полиција и тие навреме би биле стопирани. Ваквите диви депонии, кои што се наслагаат со години, сега се главниот адут на власта дека нас ни треба депонија, затоа што имало многу диви депонии. Значи, за своето непостапување досега, тие не убедуваат дека допрва, кој ќе се направи депонија, ќе се решат проблемите. Работите се наталажуваат, проблемите не се решаваат, а се на штета на граѓаните на Пелагонија, на Битола, на Новаци и на Могила. Од досегашното наше појавување и покажување на клучниот проблем, не наидавме на никаков одзив од локалната власт, за централната ни да не зборуваме, како да имаме со луѓе кои што немаат човечност, значи луѓе кои што не констатираат дека некој има проблем, дека некому му зависи животот. Затоа што тие имаат нешто повредно од нашите животи, а тоа му е функцијата, работното место, односно со тоа што тие ќе бидат као некое повисоко друштво на повисоко ниво. Од праксата досега во Македонија се види дека тие луѓе се таму само за лични интереси, дека од нив не може да се очекува никаква човечност. Тоа не доведува нас во ситуација дека нашата мисија со нашите барања има уште поголемо значење. Ние се бориме и за враќање на човечноста кај луѓето. Борејќи се за нашите права, ќе придонесеме за враќање на човечноста која сите ја бараме и ја очекуваме едни од други, а која што е девалвирана под инструкција на централната и на локалните власти. Се занемарува, дури и се подигнува на пиедестал нечовечноста. Затоа во борба за нашите животи ќе се бориме за почовечни граѓани во Македонија и во Битола. Ви благодарам. И благодариме и ние. Тоа беше тивката, меѓутоа разумната Весна Кочанковска. А ќе вежбаме малце повеќе на микрофонот. Дали некој друг од вас бара збор? Било кој? Дали некој бара збор? Тогаш одиме со музика, со свирчина и како секогаш ќе продефилираме ни широк сокак. Не викајте по кафеджите, можете да му посакате на здравие кафето. Горко, сладко, тоа си е нивно кафе, си го платиле, нека уживаат во кафето. Се гледаме долу. Нищо не грубо, ако не
Да? Еве ги се пише на Инстаграм лайв. Ajde, reprezentujte mi všetky finále Pastika a Milan Kopastičík. Почитувани битовски сограѓани, индексот на квалитет на воздух изминатава недела беше 3 пати поголем од дозволеното. Токму заради тоа, добро вечер комши. Добро вечер на сите. Токму заради тоа се организираме по 15 пат против формирање на регионалната 18 општинска депонија. Ќе поминат екипите ќе ви подадат флаерина, знаете кој спишовме, и да покануваме наредната среда, 20:00 часот, на истото место, истото време. Уживајте во вашата вечер. Битовски сограѓани. Денес, 11 јуни 2025 лето господово, квалитетот на воздухот беше 3 пати поголем од дозволеното. Затоа токму ние излеговме, протестираме и маршираме за здрава и еколошка пелагоничка средина. Разлаги дека ви е кафето, меѓутоа ве очекуваме наредната среда во 20:00 часот. Площад Магнолија, бидете дел од отпорот против формирање на општинската регионална депонија. И благодарим и најтуба да бе.
Битолски сограѓани, добра ви вечер. Денес индексот на квалитет на воздух беше 3 пати поголем од дозволеното. Веќе цели 10 дена назад индексот на квалитет на воздух е нездрав. Односно, дишиме загаден воздух, што од рек, што од етелијата, што од рекламатите наши глупости. Ние сме протестниот марш за 18 општинска регионална депонија во Пелагонија. Поведете народната среда, 20:00 часот, во штаб Магнолија. Бидете дел од отпорот против формирањето на депонијата. Уживајте во вашето кафе, сето е добро. Стоп за депонија! Почитувани битолски сограѓани, 10 дена назад, квалитетот на воздухот кој што го диши пелагонискиот жител е 3 пати зголемен од границите на дозволеното. Нашто не гледате? Загрижени за своето здравје, сме протестниот марш Стоп за 18 општинска регионална депонија во Пелагонија. 15 пат дефилираме на овој пат и го очекуваме нареднава среда 20:00 часот да бидете дел од отпорот кој што ќе спречи изградбата на 18 општинската регионална депонија. Има време и за кафе, има време и за дружба, има време за све. Меѓутоа, одвојте 1 час од вашиот живот за вашето здравје, за вашата иднина, иднината на вашиот пород и на неродените. Имајте убава вечер, го очекуваме во среда. Стоп за депонија!
Стоп за научните рами. Почитувани битолски сограѓани, 10 дена назад квалитетот на воздухот е 3 пати поголем од дозволеното. На што не гледате, ние сме протестниот марш, кој што 15 пат дефилирани широк сокак само со една цел: запирање на изградбата на 18 општинската регионална депонија која што сакаат да направат во нашиот двор. На здравје дека ви е кафето, имајте убава вечер, меѓутоа ве очекуваме наредната среда 20:00 часот, площад Магнолија. Излезете, борете се првенствено за вас, за вашиот пород, за вашата иднина, иднината на неровените. За се има време, вклучувајќи го и кафето, меѓутоа одвојте еден час од вашето драгоценно време. Имајте убава вечер.
Почитуваме колегите на вас. Ние сме протестниот марш. Стоп за формирање на 18 општинска регионална депонија во Пелагонија. Зошто? Затоа што избиратите 10 дена вишиме 3 пати под загаден воздух од границите на дозволеното. Ве покануваме наредната среда 20:00 часот во штаб Магнолија, бидете дел од отпорот против формирање на регионалната депонија. Имајте убава вечер, секој добро. Прво да ви се заблагодарам што несебично и оваа ноќ, оваа вечер ја посветивте на отпорот стоп за формирање на 18 општинска регионална депонија. А секој еден од вас. Посебно на младата популација која што ја гледам од протест на протест се повеќе и повеќе се зголемува. Тоа што е наше ќе го направиме. Ќе известуваме, ќе разбудуваме, ќе се организираме. Пред 3-4 протести нашите браќа од Прилеп ни порачаа, ако се сеќавате за пчелката или гулабо што носеше вода кога гасеше пожар. Ќе ја повторам приказката. Се запалила шумата и вивнал голем оган. Како што денес дишиме огромен загаден воздух, ние сме разумни, се рачунаме за разумни, можеби не сме разумни, можеби треба да го дишиме ваквиот воздух за да заминиме што побрзо. Меѓутоа реагираме. Во шумата реагирал гулабот. Одел во блиското езеро, полнал вода во клунот и гасел од пожарот. И застанала мечка да му вели: "Оре, колку будала гулаб си ти, бе, шо правиш, море, еј? Не гледаш ке ти изгори огно и што ќе направиш ти со една капка вода, ќе угасиш пожарот?" Гулабот одговори: "Не, меѓутоа нека се знае на која страна сум. На страната на гаснењето на огнот. Така и ние. Не знам што ќе направиме и како ќе направиме, затоа што овие наумиле. Наумиле. И ние не умивме. Еден ден ќе дојди ќе се судриме со нив. Зошто? Сега на стендбај се. Почекајте, сега се спремаат локални избори.
немојте да има конфронтации, немојте да има ништо, затоа што за ними е секој ден, секој глас важен. Кога ќе научите сите, вклучувајќи и кафеџите, зошто се радуваат градоначалниците, советниците, пратениците, министрите и така натаму после секоја изборна победа, зошто се радуваат како машки деца да му се родиле? Јас знам. Затоа што му предстои 4 годишна жетва. Да ме подсетам, ги гледаме. Нашите битолски, дали советници, дали началници, дали министри, влегуваат како голтари по политиката, излегуваат како барони и наедна се продуховени. Крадевте што крадевте. Ве трпевме 35 години. Меѓутоа сега посегнавте по нашите животи. Ако и овој пат не направиме ништо, верувајте, тогаш нашите животи се безвредни. Помалце и од оние 10 лири кои што го платија платеникот за да не убие. Дали некој друг бара збор? Било кој? Ајде, Мачковски. Да, пак јас ќе се јавам за збор. Една интересна приказна за тоа колку е Битола запоставена во последните 30 и кусур години. 1996 година започнував средна школа во техничкото училиште. И тогаш имаше локални избори во 1996 година и дојдеа некои тогашни политичари, нема да ги менувам по име, ископаја една дупка исто во близина на салата, спортската сала во техничко и рекоја ова ќе биде затворениот базен во Битола. Пазете, 1996 година. И професорот по хемија ни рече блазецеви, вие сега ќе почнувате прва година затоа што рокот на изградба беше предвиден од 18 до 24 месеци. Рекоја најкасно кога вие ќе сте втора или почеток на трета, ќе си се капите во затворениот базен тука. И еве годинава сме 2025 година, значи од тогаш врват 29 години и гледате во Битола имаме затворен базен, после тоа се ископајуше 2-3 други дупки низ градот, последно сега мислам дека во близина на основно училиште Даме Груев има некоја карабина фаза, ама и сега најголемите проекти што ги ветуваат за Битола на овие локални избори, едното е дека ќе има пречистителна или филтер станица, а другото топлификација. Веќе и затворениот базен никој не го спомнува. Буквално сите овие 30 години, што би рекле србите, Битола е задња рупа на свирала. Па сега само да се надеваме, како што да сега врват 10 години од кога спомна дека ќе се гради регионална депонија, да поминат уште 30 години, колку што се направи затворениот базен во Битола, толку да се направи ова регионална депонија во Сувово. Фала ви. Ако те прашат од кај си бе, од Битола, од ке базено? Љупче, се сеќавам и јас, постар сум од тебе како вчера да беше. 3 години пред тоа почна да ја градат црквата. Ќе ја изградат. Меѓутоа, да те подсетам и на следново. Не си се опулил доволно добро, базенот постои. Не, него се чека народот да биде поумен, за да ви пуштат вода, за да можете рајата да си се капите. Иначе, може и повели. Од кој град си бе, од Битола, од кој град? Сакам и јас нешто да кажам. Бидејќи јас припаѓам на Битола, живеам во Мелбурн, Австралија. На улица 16 е толку загадено, цела канализација оди таму, смрди, а тие луѓе не знам како живеат таму. Се барало повеќе пати, ама никој не се дошол да види како и што е. Бидејќи сега е гласањето, сега е моментот да се побара, да се посака све што е убаво. Ние доаѓаме тука и супортуваме цела држава, пошто е и наша, ќе ја сакаме домовината, идиме, ама нема никаков успех.
За 50 години нема ништо сменато. Се полошо и полошо. Да живе Република Македонија. Да И живе. македонците воне. Да живе. Да си здрав и жив. Поздрав до вас састрањаните. Пријателя те запрашам нешто. Да немате некој ѓубре да ни го донесите кај нас, од избираме ѓубре ние. Не би се дозволил да ја донесам ѓубре во Македонија. Добро, ти нас ни треба ѓубре. Да знаеш, кој ќе се вратиш во кај што си живееш, да му кажеш дека нашата влада аплицира во Европската Унија за увоз на ѓубре. На толкаво ѓубре, знам кај е 16 улица, комши сме горе. Водата Драгоро течи и оди во реката Црна. Дојде еден таксиста да ме земе од улица 16 и ми вели: леле, и овде смрди така. И јас го прашав од кај си, рече од Долно Оризари. Му велам: дали имате бавча? Да, рече имаме бавча. Од кај ја вади водата татко ти за пиперо? Рече од Драгоро. И јас сега ме став да си купам пиперки од пазарот. И го прашам првен, кај се пиперки, тако рече од Оризари не купувам. Па види, тоа е најголемото загадување. А најубавата природа и водата е низ градот што врви, тоа нешто природно и убаво. Ама, што да правиме? Бидете поздравени сите пати. Фала ви, секој е добро. Дали некој друг бара збор? Било кој, било каков проблем, било што. Од кај си? Од Битола. Од кој град од Битола? Уште еднаш ви благодарам што бевте дел од ова протестна ноќ. Нас ни се падна паричето кој кажа ние да бидиме 15 пати, ќе бидиме уште 150 пати ако треба. Динамиката е таа, меѓутоа не знам дали забележувате. Тапкаме во место. Тапкаме во место од неорганизираност. Ќе се споредам битолските протестни собири и маршеви со српските протести и маршеви. Тие маршираат 8 месеци и игнорирани се и од локалната и од централната власт. Затоа што и тие, како и ние, имаат погрешен пристап и организација кон самите протести. Ако ме прашате мене, лично мене, наместо пред площад Магнолија, дајте луѓе да се организираме, барем 3 пати неделно да посетуваме куќата на градоначалникот. Нема дома да види. Ве побарав да аплицирате во информативните групи. Се уплашивте или не знам што. Влего, мојата група е полна. Во останатите 5 групи се празни. Зашо? За да можеме да се организираме со еден телефонски повик. Вечер, 17:05, одиме кај градоначалникот. Се собираме 150, 200, 300 луѓе, одиме кај градоначалникот. Да му го однесиме проблемот дома, кај него. Затоа што вака, верувајте, ни се смеат и чекаат моментот кога ние ќе се откажиме. Од тука моето логичко прашање, господа советници, премиере, градоначалнику, вие барате да се откажиме од нашиот живот. Па тоа нема никогаш да види. Никогаш нема да види. Ке речите зошто толку го плашите народот. Не е таква состојбата. Ние сакаме да ви помогнеме, да го собериме цело ѓубре, да направиме центри модерни. Нема ништо, бре, браќа и сестри, од тие центри модерни. Постои една дупка која што кошта 30.1 милион евра, која што не убедува дека ќе ја клават прво подлогата со глина, па ќе поставувале најлони, па ќе депонирале и од озгора ќе поставеле земја. Кој лут не веруе, велеа србите. Јас саме не му верувам буквално ништо, на ниту една инсталирана политичка власт од 99 година па наваму. Ме лажеа до 99-та, додека прв пат дојде ВМРО ДПМН на власт. Бев гласач, бев со книшка, бев... Какви не глупости имам правено за ВМРО ДПМН? Меѓутоа што требаше сега?
како моите сопартици, што рече Пајото, чакајте бе луѓе. Вас во ВМРО ДПМН е, не се секирајте, рак нема да ме фати. Нема. Може ги фати ови од СДСМ. Може од Пуина кои ќе ги фатили нас, ама вие, бидејќи сте војводи, бидејќи сте македонци, кои што едва ја научивте заветна како се пеј. И не убедвате дека ќе имаме прекрасна депонија. Срам, арам, до седно колено за вас, бре луѓеве. Затоа што знаете што правите. Дали некој друг ба разбор ќе ве молам ти? Ајде. Сашо јако ќе види во октомври, кој ќе си ги наместат сцените онде кај Магнолија и кој ќе излезат. Напамет му ги знам и гримасите ще ќе зборува. Добро вечер, Битола! Добро вечер, победничка Битола! Од тука ке трми каравано на успехо! Од тука од најградскиот град! Добро вечер, преродена Битола! Од Титонија прероди! Овие 4 години! Радвајте се, битолчани! Исто ќе се понашат како за Великден. Кој ќе речат Христос воскресе или Христос се роди, исто така се понашат. Радвајте се, битолчани! Повторно вашиот Тони ќе биде кандидат за градоначалник. И ќе почнат сите да се шлукат, сите ќе добијат наредба се наполни плоштадот, ќе дојсат автобуси од други градови, ќе гори плоштадот и се мислиш, леле мори мајко, може овие 4 години ќе види поарно. Фала многу. За жал, вистината е таква и ќе види таква се додека, како што рече Конфуције, тој рече дека имаме на располагање 2 животи, вториот започнува кога ќе разбериме дека имаме само 1 живот. Јас ви порачувам следно. Човек се раѓа 3 пати ако има шанса во животот. Првиот пат се раѓа во материјално тело, во материја. Вториот пат, ако има среќа, ќе се роди во духовно тело. Односно, ќе знае зошто се вика Тони Апостоловски, кој му бил татко, која му била мајка, дедо, прадедо, па се до Адама. И третиот пат, за оние кои што веруваат во Бога, ќе има трето раѓање, воскресение или метаморфоза. Така да не му се секирајте многу, тоа што мора да дојди ќе дојди, тоа што е Божја промисла ќе остани Божја промисла, можеби лично самиот Бог не предодредил нас овдека 300 спартанци, 300 македонци или 300 битолчани, како сакате наречете се, да го отвораме патот за нашиот пород и за неродените. Уште еднаш ви благодарам што бевте дел од ова преубава вечер. Се гледаме повторно во среда. Донесете некој со вас, пристапете кон координативното тело, пристапете кон било кого од нас. Мора крајно време и мора да се организираме. Се радувам на тој ден, кога наместо тука ќе бидеме присутни кај градоначалникот или кај било кој од советниците за кој што ние ќе одлучиме. Ви благодарам уште еднаш. Стоп за депонија.